Како во својство на член на управниот одбор представи на општина Охрид. Околу 2 теми ќе се задржам. Тоа, негде на 14. јули 2006 година, со одлука на поранешната влада на Република Македонија, беше одземено корисничкото право на 2 до 3 парцели, актуелни парцели од јавната установа национален парк и дадени беа, мислам, на некоја приватна фирма. Тоа беше веднаш после изборите, меѓутоа со судска одлука тие беа вратени, одземени од таа приватна фирма и требаше, актуелната власт сегашна, која дојде после тоа, да ги врати, бидејќи јавната установа национален парк имаше трајно, беше доделени претходно на трајно користење. Оно со законот за заштита на природата беа доделени на трајно користење на јавната установа национален парк. Меѓутоа, актуелната власт, предводена од Бабо на ДПМН, до сега 2 години се оглуши покрај сите наши барања. И на претходното раководство, и на сегашното раководство, и неколку одлуки на управен одбор да се вратат, до сега не се вратени овие парцели, а тие се работи за парцелите околу паркингот, во Сутигнал, и економска дел, односно каде што се поставени објектите од кои што се прибираат поголем број на средства. Према нашите пресметки негде околу 40.000 евра годишно се собираат од закупнина на тие две парцели и тие беа еден значителен дел од приходот на јавната установа Национален парк Галичица. Односно, сега е Националниот парк Галичица приморен да сечи шума, наместо да ја заштитува за таа сума, за да може да ги покрие трошоците на своето работење, бидејќи како јавна установа не користи ниту еден денар од буџетот на Република Македонија. Се само финансира со своите дејници кои што ги има. Така што моментално, наместо да се грижи да се заштитена, ова веќе приморана е за обстанокот и да сече повеќе шума. Овие барања имаме до владата на Република Македонија, до премиерот Никола Груевски, до Миле Јакиевски, министерот за транспорт и врски, до господинот Зоран Ставлевски за средба, неколку пати веќе во овие година дена имаме сигурно на 10 пати барано да се сретниме, за да образложиме, односно да не мора да се сретниме, само треба да донесат одлука на владата на Република Македонија да се вратат под трајно користена јавната установа, која како би можела да стопанисува со нив. Веќе има приготвено следе и истојен проект, како би изгледало, би се урбанизирал тој, не би стоел сега, бидејќи после секој празник, поготово за Светинал, после тоа изгледа на некој, наречам, панаѓур и несоодветност према убавината која што Господ ни е дал таму. Меѓутоа, до сега од владата сте оглушени и до сега немаме никаков одговор на сите наши барања. Па така и повикувам представници на владата, поготово господин Зоран Ставлевски, да не работи 2-4 сати, во денот 7 дена во неделата, 1 сат или 2 во неделата, барем да одвои за јавната установа Национален парк Галичица и да ги решиме овие проблеми. Не беше цел да засвика пресконференција, требаше да се заврши работата на време, меѓутоа гледам после 2 години дека не се завршува работа и се одлучил да свикаме пресконференција каде што јавноста ќе предизвикаме јавност, односно мислам дека би требало да се решат овие проблеми, со околу овие 2 до 3 парцели. Исто така имаше препорака од Министерството за животна средина од господинот Миле Јакимовски како директор на управата за животна средина, мислам поранешен препорака до владата да ги врати спомносно законот во владение на Национален парк, ниту е и на неговото барање, до се нема никој одговорено и до нашите настојувања до последно на Национален парк. Вториот дел на ова пресконференција е околу тоа што на една од последните неколку седмици наназад реагирав некако управен одбор на одредени исклучувања дејанија во Национален парк, имено имаше вработувања кои што не беа пропишени со закон. Му кажавме на раководството, бидејќи прво треба да има проширување на систематизација, па да има ребаланс на буџетот или финансовиот извештај, како се нарекува во јавната установа, да се предвидат нови ставки, со бруто, со нето давачки, за да може утре да бидат тие вработувања онака како што треба. Меѓутоа, не најдовме како управен одбор на разбирање во раководството и донесовме една одлука на 16-та седмица, мислам дека беше, да се изврши и покрај некои други, мислиме дека има некои трошење на пари кои се непотребно, затоа за да не изиграваме инспектори, донесовме одлука да се донесе ревизор, во јавната установа, односно да ја повикаме државниот ревизор да изврши
контрола на работењето на јавната установа, ако е води да продолжи јавната установа да се работи како и досега. Се донесе едногласно скоро, 4 од 5 члена се состои управниот одбор, 4 беа за и 1 воздржан. Меѓутоа до ден денеска не се спроведе таа одлука. Ден-два после донесење одлуката, по голем притисок на надајачката партија тука во Општинскиот комитет од Охрид, значи на ВМРО-ДПМН, врз членовите на управниот одбор се вршеше, значи голема пресија да не се спроведуваат, значи оваа одлука. Значи веќе донесена одлука, така што еден месец воопшто, значи чекав дали ќе се спроведи таа одлука, дали требаше да се пушти само барање на државен ревизор. Нивото објаснување беше дека коштало многу пари, односно почнаа со 5.000 евра, дека ќе кошта стигна до 100.000 евра, дека би коштала 50 или 100.000 евра, дека би коштала една ревизија на работење од една фирма со 17 работи. Јас им укажав и на управниот одбор дека според законот државниот ревизор, значи е задолжен, значи задолжително треба најмалку еднаш годишно да врши ревизија на работењето на јавните претпријатија и установи кои ќе ги формира. Значи ова јавна установа не е приватна фирма, е формирана владата на Република Македонија, така што ова ревизија би била бесплатна. Недавно дошто се уплашија, значи од ревизијата, не мислам дека има причина, така што после месец дена на 17-та седница беше свикана без дневен ред, значи досега не се има случајно да се свика седница кај што пишуваат дека на дневниот ред ќе се определи на самата седница. Значи отидовме на управен одбор без да знаеме воопшто што ќе расправаме. Има исклучително хитни случаеви од елементарни непогоди, кај што имат хитност со седница и кај што се наведува заради таа и таа причина, значи овде воопшто не беше наведено ништо и на самата седница се стави точка на дневен ред преиначување на одлуката за државна ревизија. Значи после извршениот притисок, покрај сите мои напори да укажам дека не е во ред таа работа, значи со 3:2 беше преиначена одлуката, односно образложението беше дека била избрзана одлуката. Јас за одлука за ревизија на работење, за контрола, не мислам никој пат дека може да би избрзана, поготово тоа што воопшто нема да кошта од јавната установа. Значи после извршениот притисок стана на актуелната власт се смена, значи вршчаме да го правиме одбор 3:2, значи 3 беа да се укини, 20 останавме достигни на нашо претходно го изгласавме. Исто така на последната седмица, веќе без најава, она што го барав јас месец дена наназад, без најава, че без никаков материјал, значи пишан, без барање до управниот одбор, се стави точка на дневен ред, кај што се бараше проширување на систематизација. Значи проширување на систематизација е еден позначајните работи за еден управен одбор за една установа. Значи требаше да има писмени, значи барање до управниот одбор, да се образложи, да се каже колку места се бара, назив на местото, работните задачи кои ќе ги исполнат и таа работа не се направи. Јас му кажав дека, значи, не му е законски ова работа, укажав, односно дека прво треба да се направи ребаланс, значи, на финансиот извештај, да може да се предоди и за овие 2-3 месеци што би земале евентуално плата. Исто така треба за 15 дена кажав дека ќе дојде да се на дневен ред буџетот за 2009 година, во кој што буџет бидејќи ги има мнозинство, ќе предвидиме такви средства за плати, значи за придонеси мора да се предвидат, значи за ставки некои луѓе да не ќе можат да земат и плата на тие што ќе се работат. Меѓутоа, значи, иако без најава му побара 2-3 дена одлагање да ги завршиме прво овие работи, ми тоа не се сложи и пак со 3:2 донесе пак уши на таква одлука, што мислам дека не е законот до крај испочитуван и му кажав на овие работи, меѓутоа немаше разбирање, затоа ја свикав, значи за овие две работи ја свикав и оваа пресконференција.